Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, кои се најголемите политички предрасуди во рамки на Република Македонија. Може би не е најголема, но е сигурно најсуштинска и најбитна предрасуда или како ќе биде развиена целата таа ситуација околу таа можна предрасуда во рамки на Република Македонија, а тоа е дали е можен соживот помеѓу македонците и албанците. На таа тема ние го поканивме господинот Агим Јунус и еве како заврши интервјуто со него. Господин Јунус, значи вие сте за соживот. Јас не сум за соживот, секој нормален човек е за соживот. Добро, може ли у функција на соживот, камерата е пред вас, да кажете Али Ахмети по командна одговорност е виновен за убиство на 67 македонци и требаше да лежи во Хаг поради тоа што го направи 2001 година. Вие ми ставате реченица во уста во овој моментов, која одбивам да ја кажам. Дали во функција на соживот вие сте спремни тоа да го кажете? Во функција на соживот? Апсолутно. Да лажам? Па не да лажете. Вили Бранд излезе и се извини во име на германците тоа што го правиле германците 41 или 39 45. За да ми вметнете во уста реченица за која што нити имам доказ, нити сознание за да го кажам, така? Ако сте за соживот, зашто да не го кажете тоа? Вие точно знаете дека 67 луѓе се убиени. Тоа е факт. Точно знаете дека на ниво на командна одговорност била Али Ахмет. Еве, на пример, не се плашам кога се велам, да, Љубе Бошковски беше виновен за одредени убиства кои беа направени по командна одговорност и оправдано лежи у Хаг. Да, но тоа вие може да го кажете, да кажете тоа. Пазите, прво ова е многу безобразно. Зашо безобразно? Еве зашто. Зашо безобразно? Имам аргументи зашто е безобразно. Вие ми ставате реченица во уста, прво со која што вие се плашите. Гледате, 3 минути се избегнувате тоа да кажете, вие се плашите да кажете Али Ахмети е виновен и ми зборите за соживот. Како соживот, господине Ефтов? Како соживот, господин Јунус? Вие сакате се плашите да го потврдам со вашето мислење. Не, ја велам. Има суштинска разлика. Овде разговарате со лексички волки. Значи, не моето. Значи, ја не сум од Кушкундарево. Прво, ја не сум дошол од Крушопек. Јас сум скопско дете, растено на асфалт. Такви мангуплуци со мене не. Бидејќи сте скопско дете и бидејќи сте мангуп. Не сум мангуп, така и не зборот. Мене ме изненадува што се плашите, тоа да кажете. Да кажам нешто за што немам ни доказ, ни сознание? Па таа амнистија ние направивме јас и вие, ја бараш Али Ахмети, бидејќи се плашиш дека ќе заврши. Јас и вие сме направили. Гзимо Стрени беше у Америка, ке керка му бидејќи се плаши ќе биде апсен. Од биде? Вас слушам тоа. Како сите медиуми тоа го објавува и го пишува, како од мене може да слушате. Па ја попаметни работи него да гледам и да читам дали некој било Америка. Вие сте за соживот, али тој соживот да биде на штета на македонците, а тоа што вие треба да кажете, се плашите од тоа јавно мислење на албанците. Дајте да расчистиме нешто. Прво, прашувате за соживот во земја која како прво не ја формулирате работата во нашиот диалог како што треба. Прво, имаме конфликт. Ајде прашајте ме. Имаме конфликт 2001. Ние не можеме да збориме за соживот ако не дефинираме конфликт. Тој конфликт лежеа во Хаг. Ја дефиниравте ли војната 2001? Лежеа во Хаг македонци. Леше Јохан Трчуловски и леше Љубе Бошковски. За тоа ви крив Агим Јунус што не лежал ни еден албанец. Луѓе кои се бранеле државата. Јас велам да тие луѓе, дел од тие луѓе оправдано лежеа во Хаг. Но вие имате проблем кој албанец да кажете тие луѓе што ги убива македонските деца и македонските полицајци и тие требаше да лежат до Хаг. Тргувате во опасни води. Првата опасна вода во која што мене ме втурнувате е следната. Значи ние треба да дискутираме за нешто зашто за да изнесеш таков став, тако мислење, треба прво компетентност, а компетентноста што подразбира? Сознание, доказ, за да изнеси став, мислење и така натаму. Треба храброст. Јас ке вас гледам исплашеност. Исплашеност од Ти мене можеш и копаја патак да ме гледаш. Една исплашеност од албанско јавно мислење, кој ви креира еден несреќен оџа, еден неуспешен средношколец кој требал да заврши коџа. Едни команданти кои се криминалци и кои ве тероризираат кои албанци веќе 15 или 20 години. И сте тотално исплашени. Ви избореле за се и се што, би избореле за Сирија, би избореле за Обама, би избореле за Груевски, за Бучковски, за Царенковски, но не би избореле за тоа што се случува кај вас. Бидејќи се плашите дека толку ќе кажете, неќе може на улица да излезете. Толку сте парадоксални, господине Ефтов. Сега ќе ви одговориме на работа. Страшно парадоксални сте. Првиот парадокс.
Ние сме во емисија која треба да има за тема соживот, така ли? Да, јас велам, за да има соживот, вие мора да се ги признаете грешките и да се извините во име на етникумот на кој припаѓате за тоа што го имате направено на македонскиот народ. И вие ноќискан дека спиевте, ви текна, агим ќе го најдам и ќе го донесам за да каже дека Али Ахмети убил толку и толку луѓе и дека требаше лежи у Хаг. Ало, дечко. Не, ја не реков дека убил. Него? Командна одговорност. Да се извините и да кажете... По командна одговорност, ако се седне во оваа држава, да се разглабаат и анализираат нештата, нема да се знае ником цура, ником опанци. И тоа вие добро го знаете, како прво. А како второ, значи дозволите ми да ви кажам, ако сакате повторно некојаш да ви гостувам во емисија. Глумите космополит, глумите светски човек. Пишувате колумни тамо од типот на Оливер Драгоевиќ, срцепатални. Вака било, онака било, полни со некоја носталгија. Тука викам, може ли да кажете, да се извините за тие 67 години живот? Дигнете, и не можете да го направите тоа. Ако го исечете ова што сега ќе го кажам. Не, ќе пуштам се зашо. Ве молам интегрално сакам да одам. Па ве донесо до зид, не можете ништо да кажете. Зашто да се пчелова? Прво кога зборите за соживот треба да дигнете два прста. Значи, прво дигнете два прста, после разговарайте со Аги Мирнус за соживот. И крај, ја немам што да дискутирам тука. Дали ја пишувам Оливер Мандич или Ѓорѓе Балашич, Оливер Драгоевиќ. Или Оливер Драгоевиќ. Но и фосили помогнат. Или можда Јеке од Мори Канте африкански. Во овој град секој има некаков мина труд. Тој мина труд што подразбира? За тој мина труд градење мостови. Јас бе покани во емисија поред тој мина труд. Поред тој мина труд ми вметнувате нешто што треба да го кажам, а има тежина на политичка голема одговорност. Не сте во состојба да се издигнете. Јас ви реков, ја не сум синат од Крушопек. Јас, значи, сега гледам дека вие не сте во состојба да се издигнете со тој мина труд на тоа милје кој постои кај албанците. Се некои други да им се виновни. Господине Ефтов, еве ја на пример, ви имате катастрофална заблуда. Никаква заблуда. Еве јас на пример во иста емисија господин Агемјон. Значи во иста емисија. Јас значи без проблем можам да направам интервју со внуката на Гоце Делчев, кај што она ќе изнесе одредени работи, дека се сомнува фамилијата на Гоце Делчев, дека не знам, можеби Даме Груев го има предадено на Гоце Делчев. И сум спремен да истрпам критика на јавноста. И сум спремен да се соочам со таа јавност кој може да ме фали или да пука во мене. Знаете која е вашата трагедија, господине Ефтов? Но на пример, кога вие како албанец, одма ќе ми осврте телефонот во моментот кога ќе направам ја одредена емисија, почитувани гледачи, телефонот му звонеше на Агем Јонус, мислеше ќе се спасе, меѓутоа јас ќе продолжам прашањето. Значи јас сум спремен да направам интервју со внуката на Гоце Делчев и таа да ги изнеси тие работи што ќе изнеси. Но во момент, не се извинувам, но во моментот кога ќе направам, во моментот кога ќе направам емисија, што ќе кажам дека херојот на Косовската војна, Јашари, има загинато, сакајќи да се повлечи како була, вие станувате тога сите, велите, не, тоа е навреда на албанскиот народ и така натаму. Значи, вие сте нација која не е у состојба да се соочи со внатрешните конфликти, со проблеми кои ги има, со одредени предрасуди, закоравени и тие ве блокира тотално. Господине Ефтов, изнесовте премногу нешта за да некој многу ладнокрвно одговори се да, така е. Пазите, да ви кажа агим нешто на вас. И тоа имајте го предвид не само вие, него и многу мина кои размислуваат како вас. Кога во Обединетите нации ќе излезе еден представник на Република Македонија, не реков Фиром, значи, сепак ја мислам дека ова Република Македонија во која сум роден. Јас сум многу подобриот представник на Македонија отколку вие. Знаете зашто? Јас ја носам и својата култура и вашата, а вие само вашата. Тоа е прво. Второ, значи јас сум многу поголем и многу пошизик од аспект на соживот. Второ, ако веќе зборуваме за соживот во Република Македонија, ајде преформулирајте го прашањето. Дали воопшто македонецот со македонецот има соживот? А после, дали македонецот со албанецот има соживот? За 1 или 2 години. Колку правите будала? За 1 или 2 години. Добро. Ки играат Македонија и Албанија. Добро. Во иста квалификациона група сме. Одлично. Треба да играат фудбал. Ки играат? Знаеме што се случи во Белград. И? Излегува албанските гледачи. Овде 10 дрона ќе има. Значи имаше да. Овде ќе има знаме од 100 и ќе има затоа утакмица Струмица како што се најавите. За каков соживот разговарате кога не може да се контролира албанското јавно милје?
и мислење дека треба да направи инцидент, да покаже дека тие се фактор некој во Македонија кој може да и диктират на македонска држава што треба да прави. Вие сте дојдени во Скопје од завчера или сте тука родени? Не, видите, ние збориме, колку комити, условно речено, ние збориме, не ми ставајте уста ваше мислење. Тоа основа за добар соживот. Ако некој уште од сега прави размислување и планови како ќе пушти 50 дрона или знаме од 100 метри со двоглав орел на голема Албанија, тоа не е основа за соживот. Како можете вака да зборите? Зашо да не можете? Знаете ли со кого седите? Гледате по социјални мрежи што се случува. Прво, знаете ли со кого седите? Со човекот кој имал најголемо знаме на Вардар на времето. Што ако сте имали? Знаете ли зашто го немам веќе? Што ако сте имали? Затоа што вие ме избркавте. Јас сум избркал. Не војна ми. А зашо би ви избркал јас? Јас само ме прашувам да се соочите со тие условно речено канцерогени елементи во вашето етничко милје. А вие не сте состојбото да го направите. Да се разбереме. Али затоа мене би ми лепеле етикети. Сум ви избркал од мамо. Да изгледам нервозно затоа што елементарни се нештата. Да ви кажам нешто. Не поставувајте теза која некој треба да ви ја прифати. Прво, за кого ќе навијате? Значи, за кого ќе навија? Да. Македонија, Албанија. Ово е смешно што го прашувате. Не, за кого ќе навијате? Ја нема да одам на утакмица, не ме интересира спортот. Нема за кого ќе навијате? За кого ќе навијате 80%? Сакате за инат да ви кажам дека за Албанија ќе навијам? Не, ама за кого ќе навијате 80% албанци? Не треба ништо за инат, треба само искрен да сте пред камери. За кого ќе навијате 80% албанци? Што ќе дојдат со дронови на стадионот? Што ќе дојдат со знаме на голема Албанија? Вие прејудицирате омраза во овој момент. Тоа е по социјални мрежи, само вие не сте ги погледнале. Ова е опасно што го правите вие, не јас. Отворите социјални мрежи да видите која негативна енергија постои. Јас само се обидам, па нормално, двоглав орел, сигурно нема македонец да вее. Добро, а македонската страна што па и пушта Волен Вајдер музика, така како одговор? Значи не отиде македонец да пушта дрон у Белград. Вие упорно заборавате дека седите овде со писмени луѓе. Ние каменувавме ние српските. Значи одамна вака никој не ми поставил теза. Каменува албанските навијачи. Или ти збориш или јас зборам, извини. Прво да се расчистиме нешто. Се додека таквите луѓе, јас не сум единствен, сигурно. Седека оваквите луѓе кои што градат мостови во оваа Македонија помеѓу македонците и албаниците, ги третирате како вие мене во оваа емисија. Јас сум тука за да ви укажам чест. И вие мене, и ја на вам. Значи, за кого ќе навивате? За кого ќе навивам? Да. За оној што ќе заслужи во моментот. Ајте видите колку е проблем тоа да кажете, ќе навивам за Македонија. Бијќи таму е родна татковина, бијќи тука сум израснал, бијќи тука сум ги школал моите деца, бијќи тука сум ги имал најубавите моменти од животот, а не за Албанија. А 80% од луѓето што се албанци во Македонија, ќе навијат за Албанија. Видите колку е проблем. Колку е проблем да се поистоветите со оваа држава, а ми изборите тука за соживот. Направивте, изустивте една реченица во past tense, во минато време, сум ги имал. Крај. Како го сваќате со животот, господин Јунус? Пола Боро пие, пола на Рамис му дава? Сте се фатили како слеп за штап со тоа што Боро пола пие, а пола на Рамис му дава? Тоа е синтагмата. Вие воопшто не сте искрени. Боро и Рамис, тоа е синтагмата за соживот, нели? Да. Кој постоеше на Косово. Во едни идеолошки рамки, кои тоа го дозволувале на начин како што го дозволувале. Идеолошките рамки во овој момент, во актуелната Македонија се сема поинакви. Ја го сваќа така со животот. Пола Бора пие, пола на Рамис му дава. Да, меѓутоа начинот на кој што вие ја водите разговоров. Вие се уште останати во времето на Бучко и на Муса Џафери. Пола Бучко пие, пола на Муса му дава. Тоа е персонификација за вас. Кои беа тие луѓе? Па кај работевте кога беше аферата со Телеком? Појма немам, не се сеќавам, сум работел многу работи. Бевте советник на Ладо Бучковски. Ја бев советник на Ладо. Да, ма прашете ме зашто? По време кога беше аферата со Телеком и делењето на парите помеѓу модерните Боро и Рамис, вие бевте во кабинетот и бевте главен советник на Бучковски. Од тоа ли ќе се криете? Тоа се жалосно е како новинар да не си толку добро информиран. Ја бев портпарол на Владо. Одлично. Да. Бевте избор на Владо Бучковски. Да. Каде завршивте? So what? Каде завршивте после таа афера? Завршив како директор на ЕВН. Како ЕВН? Бомбона бизнисот. Што го прави Радмила Шекеринска, Владо Бучковски. Така ли го сваќате соживот, господин Јунус? Абе мешаш баби и жаби вече. Не, туку соживотот го сваќате до последното евро. Тука е проблемот. Најголемиот проблем знаеш ли кој е? Што кога ќе гледате емисија ќе ме прашат што клинац бараше кај вас кој ефтав во емисија. Па види, ако победевте ќе ви рече честито. Вака сако ве газа во интервјуто ќе ве праша што баравте таму.
Али во секој случај убаво е, али немојте ме молам да го сечете. Што го сечав, баш ќе Тоа што пуштам луѓето све. ќе ме прашат, кој дјавол беше? Што бараше бе таму? Не, баш ќе пуштам све. За да видиме во какви лажни светови ние живееме. Ние живееме у светој во Босна и Херцеговина. Предовме во лично. Пред 20 години, знаете. Нема лично. Вие многу добро вие знаете. имате лична функција, вие имате службена и државна функција. Господини, да. вака сега. Значи, док сме били другови, били сме веќе господа. Значи, вие преоѓате во некои лични води. Во делот на личните води, подполна морална, материјална, кривична одговорност. И она кога знае цела Македонија, веројатно ќе ја гледа. Вие може само чирек да ми бидете во ширењето на братството и единството, така наречено. Агименус, подполна морална, материјална и кривична одговорност. Јас признам дека може да бидам чирак во бомбона бизнисите што ги правите со Оло Бучковски. Јас? Апсолутно. Затоа и завршивте во Евана како главен советник. Освен да се смеам на ова, не знам што друго да кажам. Завршивте пред 2 минути, тоа го кажавте. Што кажав? Па дека сте завршиле во Евана. Да. Заре логично портпарол на влада и најголем советник на влада Бучковски, после продажбата на електростопанство да заврши таму. Жалосно е ова што го правите во емисија. Ама жалосно е тоа што го направивте. Тоа е судир на интереси. И вие ќе ми зборите. Ова преде во Монти Пајтон шоу. И вие ќе ми зборите мене за соживот. Па вие соживотот го сваќате како борба до последно евро. Тука е проблемот. Васо, извини што се обраќам на овој начин. Знаеш, јас многу добро знам што е медиум. Јас многу добро знам што значи хайлайт на новина која ја продава новината. Сметам дека во овој разговор минавме некои линии на невкус. Како прво. Од кога вистината стана невкус? Имам легитимно право. Што е невистина имам во легитимно право кажано. да покренам кривична постапка за да докажете дека јас сум направил бизнис. Не, тоа е бомбона бизнис. Изјава на Радмила Шекеринска. Јас само ја парафразирам. Не сум ја кажала таа изјава. Тоа е бомбона бизнис. Вие уште мене ќе ме наречете. Вие сте биле советник или сте биле портпарол на владата во време кога направам бомбона бизнис. Што е тука лага? И што е тука основа за кривично дело? Тоа што тврди дека јас сум правил бизнис. Не. Дечко, свести. Значи во време на Радмил и на Бучко направам бомбона бизнис. А ти си бил советник на Бучковски или сте биле советник и сте биле портпарол. Што е тука лага и невистина? Освен да се смејам, немам друг одговор. Нема, што е лага и невистина? Па, појма немам, ја збунет сум од вашето прашање. Појма немам. Не бевте збунет кога бевте тој кабинет тамо. Туку сега сте збунет кога ве соочувам со реалноста. Зашто е биле сега збунет? Господин Ефтов, да не сте напиени вие. Ве молам, влеговте во една тема која што прв пат ја слушам, дури ми е симпатична. Јас за себе имам слушано многу работи, али ова прв пат го слушам и многу ми е драго, значи да сум бил ербаб, значи што ми е драго, да. Ало, дечко, немај молим те. Мислам, смешно ми е. Вас ви е смешно, на македонските граѓани им е тажно, кога гледат како некој влада една работа не можем да го спорам, Македонија. а тоа е дека сте махер во opinion makingот надвор. Затоа што она што после ќе го исецкате и извадите од контекст. А јас имам законско право да барам интегрална, значи снимка од нашите разговор, законско право во присуство на неколку сведоци одека. Значи и да наместите дека некој правил добар бизнис. Значи, господин Ефтов, дојдовме овдека да разговараме за соживотот. Соживотот на ниво на Македонија има еден страшен триаголник. И вие тоа го знаете, и јас го знам. Ние кога зборуваме за соживотот, треба да разговараме за различни нивоа на соживот. Првиот, значи, каде е триаголникот? Соживот на ниво на празен стомак, фукара, соживот на ниво на полн стомак и соживот на ниво на еден трет лебел ортогонална димензија, која манипулира и со празниот стомак, и со полниот стомак. За потребите... Дека вие го зборите. Да. Дека вие го зборите. Македонија се рони од натре ко Босна и Херцеговина пред 20 години. Да. Дока вие го зборите некои триаголници. Не. Една работа во која што сум испровоциран, разни геометриски ќе се дозволам да кажам. И разни геометриски тела. Прво, вие македонците сами ја роните. Значи Македонија се плячка. Немојте, опасна теза е таа. После кога некој ви кажи дека сте биле дел од влада која правила бомбона бизнис, вие тоа го сметате како навреда. Зашто кога реалноста била навреда? Ќе ви молам. Че е камерата. Кажете како го сваќате со животот.
како пола Марко пие, пола на Шарко му дава, или ко пола Рамис пие, пола на Бора му дава. Жалосно е Македонија. Ама разбравме дека жалосно. Со инсинуации. Значи, вие не сте ни Оджа, не сте ни жалосно е Македонија. Некој калугер кој само жалосно ќе повтора. Кажете што се фактите. Па кажете ги вие, јас не ви кажам. Никаква просекуција. Кај бевте на која позиција бевте у владата кој беше бомбон на бизнисот? Прво не знам за кој бизнис зборите. Не, тој што ќе се отвори сега, остана германската држава, како е продаено електросопанство. Тој што го отвори американската држава, како е продаен Телекомот и Владо Бучковски, кај што бевте главен, десна рака на Бучковски, е обвинет дека земал толку пари и дека пари се носени во седиштето на ДУИ. Ја немам слушната поголема небулоза од ова. Како немате слушната? Кај живеете вие? Ја у Кушкундалево. Па не сте сигурно на Килиманџаро. 100%. Или на Монт Еверест. Све што ова не ви одговара, вие не сте слушнале. Малумен го правите некој пијан, дали бил или не бил. Од кога вистината боли успанијност? Боже, колку ве платиле за ова, господине? А зашо би не платиле? Затоа што търсите глупост. Па јас не правев бомбона бизнес да ме платат. Јас не го продав електросопанството да ме платат. Да, веројатно ја го правев. Вие сте биле портпарол на влада кој тоа го правила. Тачно е. Сум бил портпарол на влада. Извадите снимка некоја, од некоја моја изјава. Во животот, почитувани гледачи, е многу битно правилно да си ги процените можностите и силите. Ако тоа не го направите на вистински начин, тоа се случуваат вакви карамболи. Тука правиме прва пауза за реклами. Останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zinajko German Lemonade. Постоја многу контроверзи, постоја многу објаснување зошто 91 година албанците не гласа за Уставот на Република Македонија, подоцна и тоа негласање беше искористено како лајт мотив и подлошка за војната 2001 година. Иако сите смета дека албанците беа незадоволни бидејќи третманот кој го има во Уставот на Република Македонија не им беше адекватен, јас мислам дека работите стојат многу поинаку, а тоа е дека албанците таа 91 година всушност сакаат да останат во Србославија или во една скратена Србија и Југославија и така интегрално да биде решавано албанското прашање во рамки на поранешна СФР Југославија, а тоа е во Јужна Србија, во Косово и во Република Македонија. Од тие причини албанците не гласаа за Уставот на Република Македонија. Мислам дека сега е дојдено времето таа табу тема да биде ставена на маса. Демири, може би дојде време да отвориме некои табу теми или одредени анализи да ги ставиме на маса, а тоа е дека некаде почетокот на 90-тите години, кога се распаѓа поранешна СФР Југославија, во рамки на албанското милје има размислување дека може би подобро да дојде до формирање на скратена Југославија
за да може да биде интегрално решавано албанското прашање во Косово, во Јужна Србија и во Македонија? Па сега тука има повеќе димензионален е проблемот, не е само албанското прашање. Југославија во 14-тиот конгрес, кога Цирил Здробец со екипата отидне, се распадна. Меѓутоа, останатото беше техника. Како тоа ќе оди? Единствена пречка во тоа беше Југословенска народна армија, која не можеше да се раствори, како што се раствара. И тука се родија многу стратегии. Стратегијата на словенците, на хрватите, на бошњаците и албанците. Сега, во склопната, стратегијата на албанците беше зачудувачи збунета. Тога се јавија идеите, ако се распадне Југославија, ќе имаме ова. Независно Косово, автономија на албанците. Ако не се распадне, ќе имаме хомогенизација на албанците од Македонија, од Косово, од таму ваму. Сакам да кажам дека беа онлайн работите и немаше една стварна стратегија, затоа што немаше кој да ја прави. Туку беше повеќе стратегии ставени плод на маса. на овие партии кои на еден или на друг начин се створија, Никна, Ругова, Невзат Алили, не знам кој во суштина нема капацитет да прават стратегија. Има една средба во тие Студички топлици. Да. И со Степан Месич, тој беше премиер на хрватската влада, сме разговарале, тој река да, ние тоа го возможивме, неколку дена седеа таму, дури емисија сум направила на таа тема, кај што биле, ајде да речеме, крем, дела крем на албанската интелигенција во Косово, Јужна Србија и во Македонија за едно интегрално решавање. И тогаш многу луѓе кои беа во политиката во Македонија мене велеа, видите, освен што албанците имаат нешто против македонскиот устав, сепак неизлегувањето на референдумот на 8 септември е дел на таа стратегија. Некој ценеше дека може би подобро да се остане во скратена Југославија или во Србославија, ајде да речеме, условно, за да може интегрално да биде решавано албанското прашање. Бидејќи ако се одвоја тогаш повеќе држави кои што се направи, никош не може да биде интегрално решено. Што и се случи? Мислам дека тие се парцијални согледувања, дека во тој собир, во Сувичке топлице, не се реши ништо. Затоа што немаше стратегии, тука се разговараше. Имаше интенции и од хрватите и од другите структури. Се добиваше впечаток дека Јужниот фронт мора прв да се отвори. Тоа е Јужниот фронт, Косово, Македонија и така натаму. Во моментот кога Македонија се осамостоли, без војна, без тоа, проблемот на Јужниот фронт стана проблематичен. Не сметате дека албанците во момент кога Македонија станува независна држава, дефинитивно сваќаат дека нема да имат ништо заедничко со Косово, односно дека веќе престануваат да бидат во иста држава со Косово и со албанците на Косово? Не мислам дека тоа автоматски се деси, дека ете сега ние ставивме граница и се е окей. Се деси она состојба што сега. Како сега, да. Проблемот се влечеше, да. Улубана во Приштина, ви доаѓаш од Приштина. Сите да не беше Приштина, ние ќе немавме интелектуална елита. И вие останавте сега со пресечена папочна вавца со Приштина. Приштина остана во друга држава, не е веќе СФРЈ, Македонија е независна, таму останува Србија. Да имаме мало повеќе време, не знам, али ќе се обидам кратко. Стана она збунетост како сега, али од друга страна имаше едно движење кој цело време функционираше за обединување на сите албанци. Дури абсурдно звучи дека дел на албанската елита во Македонија повеќе преферираше да остане во Србославија, отколку Македонија да биде независна држава. Не така. Мислим, има тука нејасни работи во дефинирањето што сака албанците. Не сака ни Србославија, ни Македонија. Туку не беа, немаа капацитет да си решат еден свој проблем. Во она сонот, албанците да бидат во една држава. И тука се јавија политичките партии кои парцијално и приоаѓаат. Како Ругова, како овие партии овде, парцијално и приоаѓаат и ад хок сакаат да решат. Денеска, окей, се створи Македонија, ќе правиме Илирида. Османе Демири, тогаш кога се говореше албанците во една држава,
воопшто не се говореше за голема Албанија. Никој не ја спомнуваше официјална Тирана. Многу повеќе се говореше, не се говореше така директно, но повеќе ако се ставаше на маса се говореше за големо Косово отколку за голема Албанија. Значи, апсолутно, тоа е долгогодишна теза во Југославија. Таа теза функционираше долго. Големо Косово као резервна варијанта за атакување на албанците. Истата таа теза беше произведена во Белград, албанци беше големо Косово, велико Косово. И таа е таа синтагма што албанците ја носеа на леѓа, политичките партии и елитата политичка. Мораше во старт да се дистанцира од тоа. И ова створи терен за движењето за Република Косово, која ги сруши овие табуа и функционираше после 1981 година во илегала и таа створи терен за решавање. Војната во Косово, војната во Македонија, те се производ на тие структури. Никогаш ќе немаше војна во Косово со Рugova, никогаш ќе немаше војна во Македонија со Џафери и со другите политички партии. Што да кажете, ако никош немаше да биде војна во Косово со Rugova и војна во Македонија со Џафери, дека одредени служби кои беа мокни во албанското милје направија да бидат, ајде да речеме, маргинализирани во едни временски периоди и Rugova и Џафери, а да може други структури кои се под нивна контрола да застанат на браникот на тешко е тоа да се каже, затоа што вие знаете и јас знам дека со тие структури тешко се работи со обавештајните структури, но нус продуктите, резултатите се слутат. Кога сите се гураа, мнението се ствараше јужниот фронт да се отвори, односно Косово да влезе во војна, во уште не расформирана Југославија, каде што војската беше јака, територијалната одбрана, супримирана автономијата на Косово и немаше никакви структури, јас имам впечаток дека некој му ше потеше на Rugova, не. Не почнувај некој од овие служби, ние знаеме кои се јаки, дали не можеш така да зборуваш денеска кога не се зборува, се слутат тие работи, не се зборуваат. Тој е тој проблем. Мислам дека тука улогата на Rugova беше моќна затоа што купи време. Во меѓувреме што се деси? Или ги слушна тие што навистина службите ги слушаше добро и далеко гледа. Бидејќи ако Хрватска имаше интерес да се отвори Јужниот фронт, во тој момент зад Хрватска стоја германските и сите други интереси. На србите им одговараше да има Јужен фронт, бидејќи тогаш ќе исчиста и со Rugova и со Косово, и една ќе е стационирана на територијата на Косово, па и во Македонија западна, потполно ќе бевме под контрола ставени. И во тој момент единствено на кој не им одговараше беа американците кои смета дека тука добро, отприлике тука доаѓа работата, меѓутоа нема да зборуваме со име за тие неферија, да зборуваме за тие служби. Основната идеја беше албанците да бидат жртви и Косово да се испразни. Што проба 99-та да се направи. Што 99-та на одреден начин се направи. Со операција. Меѓутоа да не интервенираше НАТО. Тоа и се направи, ќе останеше Косово со 200-300 илјади луѓе, како и да завршеше војната. Овие не ќе можеа да се вратат, но улогата на НАТО беше управо тоа. И двете големи структури, да речем Срби и Хрватски, ќе си ги реше проблемите. Хрватска ќе ги иселеше србите, и тие срби од албанците, ќе беа населени на Косово. Апсолутно. Тоа е замена на територии, тоа е една стратегија, за среќа не им успеа. Дури босанците излегоа, ајде да речеме, како гласноговорници на слична идеја за Србославија задржување. Кога велам Србославија, тоа значи скратена Југославија без Хрватска и без Словенија. И они имаа една своја математика која велеше, ако Босна остане во таа Србославија, ако остане, не знам, Косово, дел на Македонија кај што живеат албанците и другите муслимански граѓани во рамки на Република Македонија, тогаш во една скратена Србославија со 16 милиони жители, некаде околу 6 милиони до 7 милиони би биле муслимани. И тоа го прави ако математика бошњаците. Апсолутно, Алија Изетбеговиќ со таа теза се бранеше кога веќе почна ратот, он каже, кото тамо пуца, тоа не е војна. Он сонуваше дека нема да влезе Босна во војна. Абсурдноста на војната во Босна е во таа смисла што едино србите знаат што прават. Сите други не знаеа. Затоа што таа војна, куќа по куќа, комшија по комшија,
е најнемилосрдната. И босанците беа неспремни. Немаја територијална одбрана. Ако се сеќавате, тие почнаа војна со украдени пушки од една касарна на територијална одбрана, затоа што началник беше еден муслиман и он ги ограби пушките и така почна. Босна апсолутно немаше стратегија и невозможна беше стратегијата во Босна, затоа што сите компоненти предвоени зборуваат дека во Босна невозможен е рат, невозможна е војна. Не може да се очисти таа територија одвам и од таму. Меѓутоа, управо тука се деси и најкрвавиот беше затоа што она теорија борбата на сличните е многу покрвава отколку борбата на спротивните и не беше таа носталгија за некоја Србославија или Југославија. Тоа беше решение како да се преживее. Гледате, таа албанска елита, која некаде 90-91 година, вие доаѓате многу подоцна со Арман Џафери 94-95 година, меѓутоа таа албанска елита која во тој момент е начело на албанските политички кампуси, имаше многу повеќе среќа отколку што имаше знаење. И некој ке се заглавеа во Србославија, нека можевте глава да спасите. Видите, среќа имаше, знаење, па е добро сега, меѓутоа страв имаше голем. А основач на таа партија сум јас. Меѓутоа морав да ја напуштам да одам во Швајцарија ради екзистенцијални причини. Се створи психоза, албанска политичка партија не можеш да формираш ако не ставиш неколку македонци. И ако се сеќаваш. И основачот, односно секретарот, беше македонец. И тука почна таа контрола на службите на цела партија. ППД се распадна, односно се раздвои управо во обид да се одвои од службите, затоа што беше контролирана партија. И ППД или ПДП и инкорпорира во ДУИ. Добро, еве сега тука се. Тие се во ДУИ претопени на некој начин. Сега да, тоа е посебно поглавје. Тие веќе јасно кажаа самите дека и Тачи и Алиамети дека сме работници на Мијалков и тука нема што да додадеш. Тоа е веќе јасно, кој е заложник и зашто политиката во Македонија е во ова дередже и зашто секој ден се купува. Не се обидува да се реши проблем. Реалните, стварните проблеми во Македонија остануваат нерешени. Се плашам да не се оптоварат толку повеќе да не можат да бидат решливи на демократски, на политички начин, да не побараат уште еднаш некои други средства. Се сеќавате, почитувани гледачи, нова прекинато интервју со тогашниот министар во бугарската влада господинот Божидар Димитров на прашањето дали таа стратегија на Бугарија да дава бугарски пасоши на македонски државјани можеби да доживе одредено фалименто или одреден класичен политички карамбол. Тоа беше прекинато интервју. Вие може да погледнете барем една минута како тоа изгледаше тогаш 2009 година во кабинетот на Божидар Димитров во Софија. Тргвајте се, ајде. Добро. Тргвајте се. Држиш ми речи и лекции тука. Што се нервира се? Овој предавање. Ма не се, каде ми видя да се нервира? Не викаш како не викаш. Така говоря бе, човек. Така говориш. Аз ти обяснявам, че нациите биологична категорија и ти си говориш некако член на Европската унија. Воопшто има това нещо историјата с Европската унија. Ама те провоцирам да кажеш нешто интересно. Ништо не провоцираш, бе, моето момче. На такова ниско равниште провоцираш, че не може да бъде. Но од башко равниште. Од башко се. Заради тебе се нема да приемам нито една македонска телевизија. Денес бугарите се фала дека има 250.000 поделени бугарски државјанства на македонски државјани или граѓани со жителство на Република Македонија. Меѓутоа на изборите минатата година кој се одржа во Бугарија, во Македонија се гласаше на 2 избирачки места и во Скопје гласа вкупно 207 македонци со бугарски државјанства. Тоа според мене беше една тотално фијаско на целата таа бугарска стратегија да дели бугарски државјанства на граѓани во Република Македонија и подоцна тоа да го прикажува како еден процес на силна ребугаризација на македонското население. И тоа е третата предрасуда која ќе третираме во оваа емисија, а тоа е зошто не е формирана бугарска партија ако де факто во Македонија живеат 250.000 бугари. Кога слушаме колку бугарски пасоши се дадени во Македонија, човек просто си го поставил прашањето што не би направиле на бугарска партија, таа би била втора или трета по сила, врз база на налогите колку пасоши се фалите дека добиле македонците. Тоа е едно исклучително сериозно прашање и ако треба да дадам искрен одговор, ќе ви кажам дека за мене етничкиот модел на водење на политика е апсолутно погрешен.
Со нетрпение. Има партија на турците, има партија на србите, има Да, партија затоа во на Македонија 25 има години. партија на албанците. Затоа во Македонија 25 години имаме конфликт меѓу различните етнички групи. Па не гледам дека Бугарија кога има партија на турците која е пола од тие 25 години била во власта, дека имат етнички конфликти. Во Македонија има такво искуство и ако вие очекувате јас да учествувам во поредна провокација во општеството или уште една поделба на македонското ткиво, не го очекувате од мене, можеби некој друг. Да не се плашите Не. дека нема толку бугари во Македонија колку што се дале бугарски пасоши. Јас не велам дека ние не сме готови да учествуваме во политичкиот живот на Македонија, но сме готови да учествуваме во една сосема друга концепција. Напрете партија да има колку сте. Не станува збор за етничка концепција. Да, ние можеби ќе учествуваме во политичкиот живот на Македонија, но не на база на етничка концепција. Добро, со Николев, пред една година имаше парламентарни избори во Бугарија. На тие избори вие учествувавте како патриотички фронт во една коалиција и влеговте сега врз база на тоа Каракачанов е потпредседател на Бугарското собрание. Ке може ли пред македонската јавност да кажете колку гласови освоивте во Македонија? Во Македонија на парламентарните избори имавме 930, на европските имавме 935. Не, на парламентарните избори, кои што се многу битни за Има Бугарија. Има само две гласачки места и за Битола и жал Скопје. Еве кажете колку и се за жал мислам дека беа околу 300 гласа, 350 гласа. Не. 207 вкупно гласови во Скопје. Да. А може ли да кажете у Солун колку имаше гласови? Не можам да ви кажам, јас одговарав за Македонија, Еве јас ќе ви кажам, 601 глас во Солун гласале на тие парламентарни избори, а 207 во Скопје. На тие тешки пари кои ги фрла бугарската држава. Македонците се бугари, делите бугарски пасоши, прави тоа, прави. Само 207 луѓе на парламентарните избори лани гласа. И што најинтересно, изгубивте у Скопје. Ве победи ГЕРБ. Па ја мислам дека треба бугарска држава да ви шамара, да ви избрка тамо, не да ви дава стратегии за бугарски пасоши да правите. Значи видите вака, демократијата во Българија е малку поразлична од демократијата во Македонија. Ние не правевме кампања во Македонија за парламентарните избори, ги оставивме нештата да тука течат. бевте цело време како не правите. Не сум бил тука, имате грешна информација. Ние бевме со господинот Каракачанов бевме зафатени основно во самата Българија, имавме доста сериозна кампања и затоа направивме таков успех, близу 7%, четврта политичка сила. 207. Ако сакате да го 207 македонци со бугарски пасоши гласале во Скопје. Така е, тоа е факт, ја не велам дека не е така. 80 за ГЕРБ, помалце за вас. Согласен сум, апсолутно сте во право, тоа се фактите. Кој е тој дебакал? Не, вие ги знаевте фактите. Пробавте да ги скриете, да ги кажете, мислите ќе ви јас ќе ви кажам. Ако не се сеќавате, дали се 200, дали се 300. Во Бугарија веле дека тотално погрешна стратегија водите 25 години во однос на Македонија. Не е така. Како стоите со математика? Па горе-долу добро да речеме. Кога ќе поделите 207 со 250.000 пасоши што се фали Божидар Димитров дека дал у Македонија, која тешка децимала ќе излезе на крај? Ето тоа е разликата меѓу македонскиот поглед на политиката и българскиот поглед на политиката. Што е вашиот поглед? Ето каде е? 250.000 државјанства, има 250.000 бугари. Разликата е или 250.000 бугари ќе им дадете можност да гласат, гласат 207. Господине Ефтов, 207 делено на 250 0,0001. Господине Ефтов, не сте направиле анализа колку од тие луѓе гласаа во Благоевград, во Сандански, во Петрич, во Софија. Во Кјустендил. Сите тие во Кјустендил, тие работи сте ги пропуштиле. Значи нашата цел на парламентарните избори беше да се уклучиме на место по самата Българија, не надвор од Българија. Баш убаво што го спомнавте Кјустендил и тука пробувате да правите манипулација. Бидејќи вие како Патриотски фронт имавте протести после парламентарните избори дека прв пат во историјата на Бугарија во Кјустендил Турчин ви стана пратеник. А сега тука не во Кјустендил, во Благоевград. Да, и Кјустендил, Благоевград правевте протести. Не беше Турчин, беше цигани. Циган со купени турските гласови, пари и правевте манипулации, са микате не гласале бугарите во Македонија, гласале во Кјустендил, гласале во Благоевград. И ние си имавме. Гледате дека целата стратегија е на манипулација направена. Да знаете дека Патриотскиот фронт во Благоевград има свој пратеник. И ако треба да бидеме искрен, треба да се заблагодариме на големиот дел од македонските граѓани кои што имаат ко Титаник. Не, потонавте на дното. Направивме 19 души пратеници у Скопје. Се вртите тука у столчето, ќе не е пријатно. Не, исклучително ми е пријатно. Разговорот со вас секој пат е пријатен. Па ја да ви кажам 207 гласа да имам, јас едноставно ќе искинам тој стратегија и диплома, ќе заклучам партијата клучна врата. Не знам да ви кажам. Бидејќи тоа е Титаник стратегија. Во право сте сето тоа што сте го кажале, ако од македонска гледна точка е така.
Но за разлика од македонскиот поглед, да. треба да го гледат и българскиот поглед. Българија има јасна стратегија за тоа да не се меша во внатрешните работи на една држава. Ништо дате пасоше, ако не се мешате. Тоа не е по наша желба, луѓето подаваат молби, господин. Ако подаваат молби, што одговараат на законските барања и добиваат. Што ним стаи тоа врска, тamo мора да гласате у Македонија пасоше. Зошто? Видете, вие зборувате за диктатури, вие не можете да излезете од позицијата на диктатури. Велите вамо дека он треба да биде до трето колено бугарин, да знае бугарска историја, бугарски јазик, да има самочувствие према бугарска држава. И луѓето знаат. И он не е заинтересиран да гласа на избори. Ама кој вели дека не е заинтересиран? 207, што треба поише? Неговото право е да гласа или да не гласа? Па не гласа. Па негово право е тоа. 0,001% гласа. Тоа е негово право, господин Ефтов. Ама тоа ви е стратегијата силата, ама не е никаква стратегија. Ако е стратегија, ќе изгледа по сосема друг начин. Силата е на правото, а не на задолжението. Вие сакате некого на сила да го терате за нешто. Како што ние не ги тераме на сила да земаат пасоши, така не ги тераме на сила и да гласаат. Тие се избираат дали да гласаат, дали да не гласаат. И ќе правите ли партија или ова не се знае, времето ќе покаже. Значи видите, декуражира ова мала бројка на 207. Не е така, видете сега вака, значи ако ние сме готови, најверојатно ќе се вклучиме во политичкиот живот на Македонија, но нема да биде на основа на етничката политичка платформа. Свене Колев, вкупно Патриотскиот фронт, предводен од ВМРО на Каракачанов, кој се смета како чадор на бугарштината надвор од територијата на Бугарија, што значи Македонија, Молдовија, Бесарабија или како ја нарекувате Украина и така натаму, освои вкупно 4843. Значи тотален дебакал на цела стратегија. Благодариме. Да не замолевте со 4 автобуси од Пустец, истата бројка ќе ви постигнавме. Значи да замолевте убаво, ќе ви донесеме гласи колку ви треба, не да се бругате вамо со 207 гласа. Ето тоа е разликата. Тоа е разликата меѓу едниот начин на правење на политика и другиот начин. Нема потреба никој да се води за рачи и да се гласа на сила. Ако граѓаните имаат чувство и желба да гласат, нека гласат. Ако немаат чувство и желба, пари фрлите тука. Пари нема потреба од пари. И 207 Господин Ефтов, имате погрешни информации. Па ја мислам дека оние што пропаѓа американски фирми на Њујоршка берза, поише шанси има да има успешна стратегија, него вие што го правите со бугарски. Не велам не, можно е. Времето ќе покаже апсолутно все. Апсолутно се, нека си врват работите така како што се врват. За мене е исклучително среќен момент што веќе успеавме да го решиме проблемот со добивање на българско гражданство. Наново граѓаните на Република на Македонија одново ќе можат да си подаваат документи, се разбира ако одговараат на законските услови. Ги вклучивме во погон и българските организации во Македонија кои што веќе официјално се признати. Така да еден голем проблем на граѓаните на Република Македонија успеавме да го решиме. Многу често со моите колеги во Софија се шегуваме на тоа прашање. Спите се вие на тоа, на следните избори ни 207 нема да гласат. Ма немаме потреба ни од гласовите. Ние немаме потреба тој сон кој е промашен, таа промашена стратегија. Господин Ефтов, ние немаме потреба од гласови. Ние сме исклучително благодарни на секој еден глас во Македонија, но никој пат не сме го ставале како топ приоритет тоа нешто. Нашата цел е исклучително јасна и проста. Ние сакаме да помогнеме на секој еден граѓанин во Македонија кој што има направите свадба во Македонија, Сум направил свадба во Македонија, имавте него гласош, имавте на Сум изборите. правил свадба во Македонија. Требаше на свадба да ги натерате. Требаше свадбата на денот на избори да ја направите, поише ќе излезе да гласат. Сето тоа што го кажувате сте апсолутно во право, ви кажувам, тоа не е наш приоритет. Наш приоритет е нешто сосема друго. Наш приоритет е да успееме да го подпомогнеме проектот на владата на Република Македонија. Македонија вработува, но за разлика од платите по 150-200 евра, ние ги вработуваме граѓаните на Македонија на европски стандарти 1000, 1200, 1500 евра. Тоа е мојата цел. Јас многу сум среќен што навистина тој проект врви добро. Јас сум многу среќен што ние помагаме, учествуваме, кој што гледате се топи невработеноста во Македонија, паѓа процентот на невработените. И ние имаме неков скромен удел во целата работа. Тоа се нашите приоритети. Едното дали ќе имаме 100 гласа, 200 или 500. На две гласачки кутии, господин Ефтов, капацитетот е околу 1000 души да гласаат, по 500 души на гласачко место. Колку и енергија, колку и сила да фрлиш, повеќе од тие гласови нема како да се извадат. Така да тоа не е приоритет за нас, имаме други приоритети. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам.
Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zinaico German Lemonade. Ова беше емисијата во Центарот со Васко Евтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.